Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија и на емисијата Поента, добро дојдовте во уште една радиоколумна со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Веројатно најчесто споменуваното име, неделата што измина, со тенденција за продолжение и ова, а можеби неделите што следат. Во една од моите претходни емисии зборував за силното присуство на говорот на омраза и за се поприсутниот тренд во македонското општество да се ништат правата и слободите на оние што пишуваат, на оние што мислат, што имаат своји ставови. Се добива впечаток дека македонското општество станува се понетолерантно кон различните мислења во политичкиот и во општествениот дискурс и дека нивото на почитување на разликите во ставовите и мислењата меѓу граѓаните е на најниско ниво, би рекла, од осамостојувањето на Македонија до денес. Општа е констатацијата дека, како никогаш досега, во име на некакво наводно повторно освојување на слободата и на демократијата во Македонија, се турка еден опасен, отровен политички говор на омраза, се прави невидена дискредитација на личности, се гмечи мозокот на оној што мисли поинаку од нив, јавно се повикува на линч за мислење. Јавно се повикува на линч заради говор, заради сопствено убедување. Дискриминацијата по сите основи е длабоко навлезана во интелектуалниот ум на другиот, што е опасен феномен по општеството, но и по општествениот систем на вредности. Замислете интелектуалци, интелигенција, со таков дискриминирачки ум, со инквизиторска ментална матрица, со поведение без никаква почит за човековите слободи и права на другиот. Ако интелигенцијата ви е на такво ниво на расудување, тогаш што останува за граѓаните што логично ја читаат, ја слушаат неа? Каква култура на однесување негуваме? Какво интелектуално непочитување развиваме? Такво општество и мисла ќе оставиме? А кога интелектуалците не се на чисто шо прават, какви средства оправдуваат во име на одбрана на некаква наводна слобода и наводна демократија за која што тие се залагаат, што останува тогаш за обичните граѓани? Каков да биде нивниот компас во ова сервирано интелектуално лудило? Нетолеранцијата, дискриминацијата заради мисла и заради кажан збор москавично се шири, посебно меѓу младите луѓе, а како вирус, за жал, добиен од постарите. Токму постарите треба да даваат пример на помладите за тоа како се практикува толеранцијата и недискриминацијата. Тие треба да дадат пример за потребата да се чуе секое мислење, да се чуе секој став, без разлика колку читателот, колку слушателот не се согласува со него. Но кај нас, за жал, дискриминацијата, нетолеранцијата, говорот на омраза се кренати високо горе на пиедесталот и стануваат стандарди, стануваат правила по кои ќе се наметнува своето мислење на сметка на туѓото. Овие стандарди ни се промовираат како нормални правила на однесување, врз кои треба да се поставува целата национална вистина. Овие правила дрско ни се наметнуваат како потреба од комплетно менување на системот кој не ја одговара на една група на луѓе. Јас би рекла дури и шака на луѓе. Затоа и ни се случуваат
сите оние противуставни категории за кои не добивме ни збор од најгласните критичари на мојата колумна. Не добивме нивен експертски став, например, или експертско мислење за тоа како го оценуваат, например, специјалното јавно обвинителство, како уставно или како неуставно. Како ја оценуваат категоријата дополнителни министри со право на вето, како уставно или како неуставно. Од тие интелектуалци, нацијата не доби ни збор кога одредена група професори и политичари ја поделија државата по етнички шавови, кога промовираа федерализација на државата, кога ги уништија вредностите на Асномска Македонија, не добија ни збор кога ја унаказија денешна Македонија, ја унаказија уставната основа на современа Република Македонија. Почитувани слушатели, во Македонија ни се случува шпанска инквизиција. Ни се случува Фердинанд II од Арагон и Изабела I од Кастилја. Ако не сте знаеле, тоа се основачите на шпанската инквизиција. Тие се живи, меѓу нас се. Добија македонска реинкарнација. Реинкарнираните имаат капацитет да ги надминат во наводници способностите и делата на своите предходници. Ги имаат сите предпоставки да ги повторат нивните садистички потфати, да ја продолжат фантазијата и мечта, да се сотре се што мисли различно, се што не се вклопува во нивниот мисловен код, да се сотре се што е надвор од нивната изместена ментална структура. Соживувањето со улогата, ликот и делата на Фердинанд, на Изабела, но секако и на главниот инквизиторски церемонијал мајстор Томас де Торкемада, лидерот на Советот за пресудување на инквизиторските акции, е во зенитот на македонската политичка популарност. Под превезот на некаква борба за унапредување на човековите слободи и права, под велот на божемната потреба за поголема демократија, за наводна заштита од дискриминација и борба за поголема толеранција меѓу луѓето, сушност, реално, ни се случува состојба на линч. Ни се случува состојба на распнување, јавно повикување на протерување. Замислете, во 21. век ни се случува барање за протерување од сопствената татковина. Каква мизерија, каков болен ум, каква психопатска издегенерираност и потикнување на енергијата на општествена монструозност. Но од друга страна, какво основно непознавање на домашното и на меѓународното право и какво основно непознавање на човековите права. И тоа, драги мои, не од кого било. Оваа гениозна идеја за генерален остракизам, генерално истребување на интелектуалец од неговата работна и од неговата животна средина, доаѓа од наводната елита на опозицијската интелигенција, што ни се продава како голем капиталистички изум, ма како трендовски глобализацијски феномен, наспроти нели некаков социјалистички шлям. И да срамот биде уште поголем, во занесот на сопствената кинисана злоба и кинисана омраза, токму тие ги заборавија годините што ги носат. Токму тие заборавија дека се вистинската креатура на социјализмот. Социјализмот нив ги изроди. Нив им подари доживотен статус на интелектуални кукли, кои на крајот од својата универзитетска кариера го живеат својот интелектуален врв, правејќи ги последните балетско-интелектуални пируети. Свесни се дека
тука е крајот на нивниот интелектуален круг. Свесни се дека мора нешто да сторат за да ја оправдаат довербата на нивните социјалистички ментори, кои ги сместија во удобните фотели на државата и незините институции и кои едноставно ги сместија во сите институции, но и во новинарските јасли. И каде ли уште не, во кој ли уште не слој и сфера, за да мудруваат и да филозофираат, но не и да работат. Свесни се дека на залезот од сопствената кариера, за да продолжат општествено да траат, мора да бидат полтрони на инквизиторите, послушници на нивните вуду желби и вуду соништа. А токму тие, платените полтрони, ни збор не кажаа против сите оние универзитетски професори кои, например, ни го стокмија најкриминалниот процес на приватизација, што остави над 200.000 луѓе во земјата без работа. Токму овие интелектуални полтрони, дебело платени полтрони, ни збор не кажаа против професорите кои што ја сардисаа и поделија државата со Охридскиот рамковен договор, кои, како што кажав, ги избербатија основните вредности на Асмамска Македонија, кои ни ги стокмија сите овие така наречени политички договори заради менаџирање на наметнатата политичка криза токму од нивна страна. Но, за разлика од овие дебело платени полтрони, некои други не молчаа. Некои други покажаа со дела како се сака сопствената татковина, како се бранат интересите и интегритетот на државата, што сега, нели, им се припишува како најголем греф. Во 21. век, во ерата на подемот и унапредувањето на човековите слободи и права, инквизицијата во земјава цути. Јавно се екзекутираат луѓе за јавно искажан збор, јавно се екзекутираат луѓе за мисла. Со однапред подготвен и многу лесно читлив план. Прва задача на планот. Се прави школски политички спин на текст што ги сруши рекордите на читаност и допаѓање кај граѓаните. Како допаѓањето растеше, така атокот се засилуваше. Но 2300 допаѓања на текст за неполни 2 дена ќе остане врежано во нивните умови, што ќе го засилува нивното чувство на кошмар и на завист. Кога тие ќе имаат толку? И зошто никогаш? Тоа ги разгневува спинерите до степен на лудило, поради што тргнуваат во еден фронтален напад на интелектуалец. Напад на сите лични и професионални квалитети, кои што се оценети од далеку покомпетентните од нив. И за да биде иронијата поголема, во секој нивен коментар, тие се расфрлаат со своите компетенции и со своите кариери, а забораваат дека целото нивно школување за да станат професори го поминале во земјава. И го забораваат основното правило, дека оној што вреди, нема потреба без усул да се само нагласува и да се само рекламира, а уште помалку да зборува во прво лице еднина. Но не е таму проблемот. Тие се сосема странични и безопасни луѓе. Проблемот е во центарот што смрди од далечина.
Познат е тој смрад, позната е таа реа што не гуши со години далеку побетер од скопската магла. Познати се и на надбудувачите. Ги знам точно кои се. И нивната смрдеа инстантно не асоцира на ликови, на конкретни ликови. Потребно е само едно вдишување на воздухот и ликот ти е пред очи. И тие се свесни дека се фатени на дело. Како што се свесни дека се фатени во криминал до гуша, во фабрики за кршење на човековите права, во фабрики за продавање на државата и на незините институции во пакет, во оној стил на проститутки што седнати на црвените столици се вртат пред борделските прозори и се нудат за онолку пари колку што ќе им даде клиентот. Фатени се во криминал, драги мои, а криминалот им тежи. Заради криминалот не можат да спијат. Не можат да спијат поради избербатената совест. Од тука е потребата да се дефокусира вниманието на јавноста во теми кои што се далеку небитни, се далеку важни за нив. Потребата да се дефокусира вниманието на јавноста од нивниот срам, но и од националниот срам што ни го приредуваат и во кој што не втурнаа. Тие ваквото дефокусирање го гледаат како единствен спас за нивните валканици. И всушност се фаќаат за мислата. Дефокусирањето е фаќање во мисла. Фаќање на мисла како давеничка сламка со која радикално провоцираат, со која радикално палат луѓе, ги хранат своите болни суети со сосема извртени тези и невистини. Се палат на крв, се палат на фреквенција. Всушност, ако подобро размислиме, во моментов тие и немаат друга опција. Единственото нешто што им преостана е да има распнати на крст, да горат мрежи, социјални мрежи, да палат народ без никаква потреба, да се настрвуваат на емоциите на луѓето поттикнати од нив, а секако спакувани под името на личноста што им боде очи, личноста што смртно им смета, личноста што им предизвикува секојдневна болка во стомакот. Свесноста дека нивните рейтинзи се на ниво на статистичка грешка, животински ги тера да удрат посилно по мислата, да удрат посилно по човекот што не создава вредности за нив и никогаш нема да создава вредности за нив. Најлесна тактика им е удри. Ударот да го разгори ова до крај. Да се насыскаат луѓе, да се придружат на линчот. Замислете, никаде не прозваните и никаде не споменати бранители, тие ги третираат како обично месо на спинот. Главна мантра на нивната така наречена демократска филозофија. Оде ќе направам куса пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме за 5 минути. Се враќаме назад во емисијата. Музичкиот блок ќе оди во 17 часот и 30 минути. Се враќаме на непрозваните и никаде не спомнати бранители. Тие всушност и не се свесни дека се бранители на изрезилените. Иако свесни дека текстот нема никаква поврзаност со нив, со нивната одлука како и со одлуката на кого било да ја практикува слободата на движење и слободата на престој каде сака во светот, и уште помалку
текстот имаше врска со нивните животи воопшто и со нивните потреби да се иселат од земјата и да живеат во некоја друга држава, свесни дека овој текст не беше наменет за нив, непрозваните бранители им се придружија на оние кои што се стрвни за линч. Се придружија на потребата на политичките губитници да има крв, која ќе го пренасочи вниманието од националниот резил, од нивниот криминал, од нивните подземни и надземни врски и структури, што, драги мои, однесоа цела држава во бестрага. За жал, тие млади луѓе влегоа во стапицата на глупостите на изрезилените, на оние со резил, од кои сега не знаат како да излезат, каде да избегаат, заради срамот кој што го направија на целиот македонски народ. Тие се до тој степен виновни, што не се свесни дека всушност ја утепаа државата. А еве, за некој месец избори им се ближат. Затоа им треба рчка. Им треба повод за кавга. Така, за жал, човечките приказни на моите луѓе, на моите пријатели и роднини, кои некои се смеваат дека се малку, ама ја велам колку се, толку се, токму се. За разлика од вас, кои што сте нетокму, на кои навистина им се извинувам, токму на тие мои пријатели и роднини, кои што ги споделија своите најинтимни чувства со мене, им се извинувам што не успеав да ги извлечам од крволочните канџи на инквизиторите. И што заради мене влегоа во оваа трентовска одлука за линч. Станаа главна политичка мантра за длабоко закопување на нивните политички ѓубриња во земја. Емоциите на моите луѓе, не емоциите на самопрозваните и самоповиканите, создадоа текст со длабока, со исконска порака. Спинерите, по наредба на инквизиторите, го направија најголемиот хорор што извртениот ум може да го смисли. Моите пријатели и моите роднини станаа жртва на отровен политички токсичен спин, кој одлично се вклопи во нивната болна желба за собирање политички поени, за редење политички ордени на нивните души. Тие се способни на се. Тие се способни на се за момент политичка слава. Тие со спинот, наречен генерализација, се возат во филмот дека ќе ќарат барем 1 промил с големен рейтинг. Способни се преку спин да ја истркалаат цела диаспора во прегратките на текстот кој имаше сосема друга суштина и сосема друга порака. Оние што го прочитаа, знаат која е пораката. За жал ги истурија во текстот и студентите и луѓето што одлучиле да се доусовршуваат во странство. Но за нивниот резил да биде поголем, тоа го направија заради оцрнување на авторот, кој испратил повеќе од 100 студенти да студираат во странство. Автор кој по секоја дадена препорака топло им препорачува на сите студенти да одат во странство, да учат во странство, да се надоградуваат, да се доусовршуваат, но секогаш да имаат во предвид мислата да се вратат во сопствената татковина, за да придонесат кон развојот на сопствената држава. И во тоа е гревот на текстот. Замислете, во тоа е гревот на текстот. Веројатно, да повикуваше текстот на масовно иселување на младите и напуштање на нивната родна држава, тие ќе беа најсрекните, ќе се наситуваа, ќе ликуваа. Вака беа принудени отровниот политички спин,
свесно да го насочат против главната порака на текстот што ужасно ги боли. Отровот се истори на пораката дека македонците тежат во својата земја. Тоа е главната болка на инквизиторите, кои би биле пресрекни да не одселат сите топтано земјата, да не иселат сите нас што не мислат како нив. Зошто? Заради една грда политичка причина. Да можат да победуваат со луѓето по нивна мерка, со луѓето по нивен терк. За да ја заокружам оваа сага, ќе кажам. Првин дојдоа зилотите, заслепени во својата ништовност, водени од својот гнев и омраза, од потребата да се оддалечат од сопствените порази. Охрабрени од нив, главите ги подадоа и други. Тие ја вкусија крвта и апетитот за уништување, ги понесе. И донесоа суд. Море Сургун да оди, подалеку од Македонија. Каде побогу? Каде со овој памет? Тепавте луѓе, тепавте полиција. Се изживувавте врз судбините на бранителите на татковината и над судбините на нивните семејства. Оревте за време на кумановските немили настани. Ама сега, каде сте кинисале? Сургун ли ке не пратите сите што мислиме поинаку од вас? Та нели стискавте лајкови на онаа позната "Не се согласувам со тебе, но до смрт ке го бранам твоето право да кажеш, да мислиш"? Ама за жал теорија и пракса не е исто. Едноставно, велат старите, не може црниот лебед да обели и тоа ти е. За да пародијата и иронијата бидат уште поголеми. Тие што пред 2 месеца, може би и некој ден плюс, тие што го негираа правото на глас на диаспората, замислете, го негираа правото на глас на сите луѓе македонци кои што живеат надвор и кои што го имаат избирачкото право по основ на државјанство, тие сега зборуваат и ги штитат правата на диаспората. Да не ти се верува. Тие сега, како хиени, се навртеа на неприкосновената слобода на мисла. Овде правиме мал блок реклами, музички блок и се враќаме повторно во студиото. И благодарам на режијата што направи вистински музички избор и што само ја заокружи темата од првиот дел од емисијата. Следната тема, која секако заслужува да биде можеби прва и најважна во емисијата, е поврзана со посетата на премиерот на Република Македонија господинот Груевски на Соединетите Американски држави, односно неговата официјална средба со подпредседателот на САД Џо Бајден. Господинот Груевски имаше средби со председателот на законодавниот комитет на Конгресот, Сешн. За оние што не знаат, станува збор за еден од највлијателните комитети во Американскиот законодавен дом. Веќе неколку дена сме бомбардирани од изјави и ставови на опозицијските перјаници и експерти дека наводно посетата на премиерот на Соединетите Американски држави е политичка игра на американците за некакво рибање, како што тие го велат, на премиерот од страна на американските власти, дека господинот Груевски наводно заменал во Америка за да ја предаде должноста премиер на американските официјални власти. Тотални глупости и забегани изјави без компас, без никаков политички компас и без никаква политичка и правна логика. И она што е интересно и што фрапира е со каква сласт и со каква страст зборуваат за ова прашање, не баре се однесува за некој нивен смртен непријател, а не за премиер на својата татковина. Шпекулациите зошто господинот Груевски отишол во САД веројатно ќе траат, посебно во услови кога е очигледно дека опозицијата е нокаутирана
дека немала никакви претходни информации за посетата. Веројатно нема човек што не примети дека опозицијата е шокирана и делува како потресен човек кој што е фатен на дело кога краде. Очигледно е дека се целосно затечени во случајов, поради што се гледа нивниот страв и се многу исплашени, зошто господинот Груевски би се гледал со подпредседателот на САД и која е вистинската порака што тие треба да ја примат. Едно е сигурно. Паднаа маските на опозицијата дека американската поддршка е насочена кон нив. Тоа е лага. Паднаа нивните мускули дека токму тие се важниот фактор надвор и дека наводната поддршка им е дадена бланко. Всушност, вистината е сосема поинаква. СДСМ се треснати од земја или се треснати на земја. Добија класичен струен удар во мозок. Пораката која што тие би требало да ја примат е дека тие не се создадени да траат, не се создадени да прозиваат, да тераат сер со политичките институции на земјата, со целата земја и со целиот народ. Премиерот на Република Македонија со ненадејната поседа на Соединетите Американски држави даде одговор на многуте прашања со кои локалниве хиени се настрвуваа или куваа. Даде одговор дека средбата поминала одлично. Тој што знае политички да чита, ќе разбере. Тој што не знае политички да чита, никогаш нема да разбере. Колку и да им е тешко разбирањето, еднаш мора да се соочат со вистината. Дали денес, дали утре, дали на 24 април. Одењето на господинот Груевски во САД е полн погодок и работите веќе се насочуваат во позитивна насока за државата. Многу брзо ќе се видат тие позитивни ефекти, само што е потребно трпение. Се друго, посебно она што се пласира на опозицијските портали и на од нив контролираните медиуми во врска со посетата е тешка шпекулација на квадрат, создадена свесно за да се дефокусира вниманието на јавноста од СДСМовските национални бејли и криминални действија со кои се фатени на дело. Дефокусирање на јавноста од нивната поврзаност со подземјето заради политички и криминални цели, за стекнување на моќ, на пари, за уцена и за што ли уште не. Но дефокусирањето онака како што го замислиле, не им оди баш најдобро. Граѓаните не ги интересираат маалските муабети и информациите што ги пласираат стрините на чешма, зависно од тоа дали, како и колку спиеле и на која нога им се потрефило да станат утрото пред да одат на чешма. Нив секако ги интересира реалната политика. Онаа политика што ја води господинот Груевски и неговиот тим. Онаа политика која што е поврзана со разумно и проникливо однесување за време на наметнатата политичка криза, но и онаа политика која што е поврзана со добро осмислените потези, што ги прави во клучните моменти за државата. А еден таков клучен момент, би се рекло историски момент за државата е токму сега. Клучен момент за еднината на земјата е 2016 година, кога треба конечно да се победи ова опозицијско лудило, кое се наметнува во системот како пијавица. Конечно, граѓаните треба да се изјаснат и да донесат изборна одлука. Во која насока сакаат државата да се движи? Во криминалната, несериозна, во Ал Капоне насоката,
каде локалните шерифи и мангупи ќе не бидат слово и благослов, црква и устав, право и закон, или сакаат земјата да ја видат качена на развојната траса, која нуди капитални инвестиции, нуди изградба на инфраструктурни објекти, нуди севкупен развој на државата по сите параметри и по сите основи. На американците им е повеќе од јасно дека во првата опција, она на криминогените структури и опасни подземни фаци, не може да и се верува. Па оттаму никој не сака да си има работа со подземје и со криминал. Официјалната американска политика ги прочита како селски буквар црпнативе. Свати дека сериозна политика со американска подршка не може да се води на начин на кој што го практикува СДСМ. Од друга страна, ВМРО ДПМН е начело со господинот Груевски. Веќе има големо искуство како треба сега во овие клучни моменти да се одигра, кои потези треба да се повлечат, кои карти треба да се отворат. Потези има многу. Карти, цел шпил. Најважно е од шпилот да се извлечат клучните три. Првата карта. Фабриката за афери и за ништење на сите човекови слободи и права, но и за ништење на принципот на владење на правото. Оваа фабрика, со сите информации кои веројатно допрва уште повеќе ќе ја информираат јавноста во што се е вмешана оваа политичка партија, оваа фабрика заедно со партиската подршка ги проби сите можни граници на криминално однесување, што секако има благослов од раководната структура. Реално овој мега скандал ќе остане запаметен по неговата основна монструозност. Целосно да се дискредитира политичкиот противник со измислени и монтирани документи кои одат рака под рака или се надоврзуваат на онаа афера на бомбите на Заев како два дела на една иста криминална серија. Оваа карта е клучна во играта. Втората е секако договорот од Пржино и датумот за изборите фиксиран во него, но и во изборниот законник, донесен да потсетиме со 2/3 мнозинство од гласовите на претениците. Одложувањето на изборите не смее да се случи, колку и да е тоа инсистирање на Заев и на неговите пајташи. Изборите ќе мора да се одржат на 24 април 2016 година, затоа што политичкиот договор постигнат меѓу лидерите на 4 политички партии, заедно со представниците на меѓународната заедница, тоа така го предвидува. Политичкиот договор не е смеса за леп, што може да се меси, да се растегнува, да се става во фрижидер заради тесно партиски потреби. Тој во никој случај не смее да се шири, да се моделира, зависно од интересите на политичките партии. Тука идеме со мала реклама, со мала пауза за реклама, се извинувам, и останете со нас со последните 3 минути 4 од до крајот на емисијата. Всушност, втората карта ја потврдија денеска на пресконференција и тројцата европратеници кои што се дојдени во Република Македонија, но секако втората карта беше содржана и во соопштението кое што пристигна од страна на американските официјални власти. Значи, изборите ќе мора да се одржат на 24 април 2016 година, затоа што тоа беше политички консензус на сите инволвирани страни во договорот или во потпишувањето на договорот. Целта на договорот од Пржино е да и се помогне на државата и на граѓаните како да се излезе од наметнатиот политички ќорсокак во кој што не внесе опозицијата. Од тука договорот не смее да создава нов ќорсокак. Тој треба да биде решение на ќорсокакот. Опозицијата ќе мора конечно да ги погледне во лице интересите на државата и на незиниот народ
и ќе мора да ги стави на страна единствено и само за нив важните интереси и калкулации. Токму затоа изборите ќе мора да се одржат во утврдениот датум. СДСМ веќе нема да може да бега од изборното соочување со граѓаните, затоа што исполнети се клучните обврски што лидерите на 4 најголеми партии ги преземаа со договорот од Пржино. Исполнети се и обврските кои што се утврдени во законите, што се донесоа благодарение на имплементирањето на договорот од Пржино, а со цел спроведување на фер, демократски и слободни избори. Дополнително што СДСМ е осамена во барањето за пролонгирање на изборите. Освен што сите други партии не го поддржуваат СДСМ во барањето за одложување на изборите, се поевидентно е дека за ова барање СДСМ поддршка нема ниту од меѓународната заедница. Зборот си е збор. Главната порака на која постојано потсетуваше белгискиот посредник во текот на преговорите, ќе мора да се примени и сега. Да не заборавиме. И тоа е клучната карта во ракавот на господинот Груевски. Дека покрај подписите на 4 лидери на најрелевантните партии, на договорот од Пржино ставија своји подписи и амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, кои не верувам дека сакаат да бидат пуштани низ вода, само затоа што Заев тоа го сака. И тие белки имаат свој авторитет и свој интегритет. Авторитет и интегритет зад кои стојат нивните држави, односно Европската Унија. И третата карта, која што можеби е последна во овој редослед, но не е и помалку важна, е дека ако консенсуално не се запечати датумот за избори, односно 24 април, ќе падне целиот систем утврден во договорот од Пржино како кула од карти. Ќе паднат заедно со него и неуставните дополнителни министри со право на вето. Тие ќе мора да се излезат од владата. Ќе падне и неуставната специјална обвинителка со целото неуставно специјално обвинителство. Ќе падне и неуставната категорија влада за организирање избори и слично. Во таков случај нема да се оствари ниту долго посакуваното повлекување од страна на опозицијата, секако, долго посакуваното повлекување на господинот Груевски од позицијата претседател на владата на Република Македонија. Во едни такви околности се ќе падне во вода и цело во ова безсмислено сценарио ќе доживее уште покомплетно фијаско. Но од друга страна, ако на крајот се добие партиски консензус дека предвидениот термин за одржување на изборите е прифатлив за сите, што значи сите политички партии се согласни изборите да се одржат на 24 април 2016 година, тогаш се треба да тече според договорот од Пржино. Оставката на господинот Груевски и почетокот на постапката за изборот на новата влада за организирање избори, секако начело со нов мандатар на предлог на владеачката партија. Со тоа практично ќе се заокружи и последната фаза од реализирањето на договорот од Пржино. Што следи потоа? Честопати ме прашуваат граѓаните. Собранието на Република Македонија потоа треба да донесе одлука за распишување на новите предвремени парламентарни избори, пошто собранието ќе се само распушти во уставно утврдениот рок 60 дена пред одржувањето на изборите. Новото системско решение што се прифати за организирање влада за организирање на избори пред секои парламентарни избори треба или има за цел да ја зајакне довербата во изборниот процес, а сите учесници на изборите ќе мора да се надминат себе и да се однесуваат многу позрело и поодговорно кон сопствената држава и кон сопствениот народ. Останува уште толку време од емисијата да ги кажам законските работи кои што мора да се кажат за секоја емисија, дека емисијата Поента се емитува во рамките на трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија
Уредник и водител на емисијата професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 11 или 12, ме коригира, 12 јануари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Ви посакувам убав остаток од денот, ви посакувам многу позитивна енергија и секако убаво расположение. Се слушаме наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Поздрав и се слушање. До слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.